Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Агапиј и седуммина со него, Публий, Тимотеј, Ромил, двајца Александра и двајца Дионисија, светиот маченик Александар и светиот маченик Никандар Египтјанец. Светиот маченик Агапиј и седуммина со него, Публий, Тимолај, Ромил, двајца Александра и двајца Дионисија. Сите пострадале во Кесарија Палестинска од кнезот Урбан во времето на царот Диоклецијан. Сите седуммина, освен Агапиј, биле сосема млади луѓе и не биле уште христијани. Ниту некогаш се крстиле со вода, но нивното крштение било со крв. Еден ден овие 7 момчиња гледале како ги мачат христијаните. Едни на оган, други на бесилка, трети пред зверови. Па видувајќи со какво трпение христијаните ги поднесуваат сите маки, се разгореле со ревност за Христа. Си ги врзале самите себе рацете наопаку и така врзани дошле пред Урбана говорејќи: и ние сме христијани. Ласкањата и заканувањата Урбанови останале залудни. На момчињата им се придружил и угледниот граѓанин на тој град Агапиј, кој дотогаш доста страдал за Христа и застанал уште повеќе да ја разгорува во нив верата и љубовта кон Господа. Сите биле со меч исечени во 303 година и се преселиле во дворовите на Царот Небесен. Спаси
Светиот маченик Александар од градот Сит, Памфилиски. Намесникот на царот Аврелијан го прашал кој е тој и што е. На тоа Александар одговорил дека тој е пастир на стадото Христово. А каде е тоа стадо Христово? Прашал понатаму злобниот и мрачен намесник. Александар му одговорил: по целиот свет живеат луѓе кои Христос Бог ги создаде, од кои оние што веруваат во него се овците негови, а сите отпаднати од својот Создател, што им робуваат на созданијата и на направиите на рацете човечки, мртвите идоли, како вие, тие се оттуѓени од стадото негово и на страшниот суд Божи ќе бидат поставени од лево со козите. По наредба на лошиот судија прво го тепале со половски жили, а потоа го фрлиле во огнена печка. Но огнот ништо не му наштетил. Потоа му било стругано месото од него. Потоа бил фрлен над зверовите, но зверовите не се допреле до него. Најпосле намесникот наредил та главата му ја отсекле. Но што туку судијата ја изрекол пресудата, го фатил лошиот дух и тој побеснал. Рикајки бил поведен кон неговиот бог, идолот, но по патот ја испуштил од себе својата лоша душа. Светиот Александар пострадал помеѓу 270-та и 275-та година. Светиот маченик Никандар Египтјанец. Кожата му била одрана, па исечена за верата Христова. Вината му била таа што како лекар им помагал на христијанските маченици и телата на погубените чесно ги погребувал. Чесно пострадал во 302 година. Елици во Христа крести сте сија во Христа облеко сте сија. Vo Hrista